Наша цел да се отвори една стручна и експертска дебата за тоа како да се унапреди безбедноста на оваа сообраќајна делница, која би рекол е една од најнебезбедните во Република Македонија и на која за релативно краток временски период се случија голем број на сообраќајни незгоди, од кои многу за жал завршија со повредени и со загубени човечки животи. Сакам да ви заблагодарам на присуството, што одвоивте дел од вашето, на сите вас да ви заблагодарам, што одвоивте дел од вашето драгоцено време, уште по-драгоцено знаење и искуство и да го направиме овој настан и оваа дискусија продуктивна и настанот да биде успешен. Посебна благодарност изразувам до институциите кои безрезервно веднаш ја прифатија поканата, а не беа ни најмалку должни да го сторат тоа. Министерство за внатрешни работи, со началничката, Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата со председателот. ЈПДП требаше да има свој представник, не знам дали е овде, како и да е благодарност и до нив. Благодарност до покровителот Amphenol Technology Македонија, кои се како покровител ни овозможија да го одржиме настанот во една пријатна атмосфера и со логистичка поддршка. Благодарност до сите вас, сообраќајни инженери, панелисти и ентузијасти, и посебна благодарност до панелистите на денешниот настан, како една од клучните алки на овој панел. Сакам да ве охрабрам денес не само да дискутираме, туку и да предложиме конкретни решенија и препораки, кои како еден документ ќе бидат проследени после настанот до надлежните институции, како истите би можеле да ги земат предвид при креирањето на политики и при носењето на одлуки. Јас би рекол дека помина времето кога беше важно да се изградат патишта, сега дојде време кога е важно да се имаат безбедни патишта. Со ова сакам да го поканам председателот на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, господинот Горан Ангеловски, да се обрати. Добар ден на сите. Јас сум Горан Ангеловски, председател на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Денес имам чест на кратко да се обратам на овој панел, организиран од господинот Јован Шоповски. Значи, почитуван организатор, почитувани панелисти, представници на институциите, на Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и врски, државниот и општинските инспекторати, почитувани медиуми, почитувани дами и гости и присутни на овој панел. Денешната тема, безбедност на сообраќајот на експресниот пат Кочани-Штип, не е само актуелна, туку е суштинска за секој жител на источниот регион, секој возач, патник, но и сите оние кои се вклучени во планирањето, изградбата, контролата на патната инфраструктура во Македонија. Експресниот пат Кочани-Штип представува важна артерија која ги поврзува истокот со централниот дел на државата. Неговата изградба значително го намали времето на патување и го олесни транспортот, за што е за поздравување. Но заедно со бенефитите се појавија и нови предизвици, особено поврзани со безбедноста на учесниците во сообраќајот на патиштата. Според статистичките податоци, во изминатите 3 години на оваа делница се случија голем број на сообраќајни незгоди, од кои 8 лица го загубија животот. Подетално претпоставам дека МВР ќе имаат подетални информации. Голем број се со тешки телесни повреди и со телесни повреди. Во најголем дел, ваквата безбедносна состојба се должи на непочитување на сообраќајните правила и прописи. Брзото возење, непрописното пристигнување или недоволното познавање на сообраќајните правила и прописи кои ги регулираат одредбите за возење на автопат. Безбедноста е колективна одговорност. Таа не зависи само од државата.
туку од сите нас. Со малку повеќе внимание, почитување на правилата, соработка помеѓу институциите и граѓаните, можеме да направиме експресниот пат Кочани-Штип да биде безбеден за сите. Ви благодарам на вниманието. Се надевам дека денешната дискусија ќе допринесе за зголемување на безбедноста во патниот сообраќај на експресниот пат Кочани-Штип, вклучително и на сите останати експресни патишта кои што ги имаме во државата. Тука се Страцин Крива Паланка, Штип Радовиш, Дреново, Градско и оние кои што се предвидени во наредниот пат да се градат. Пред 2,5 години со официјално пуштање во употреба на експресниот пат Кочани-Штип се направи значаен чекор напред во источниот дел на Македонија. Патувањето од Кочани до Скопје се скрати од час и половина на приближно 1 час, што е сериозен напредок. Ова донесе олесната и побрза комуникација, зголемена мобилност и поврзување на локалните бизниси со поширокиот пазар. Економскиот бенефит од оваа сообраќајна делница е неспорен, како и фактот дека добра патна инфраструктура е предуслов за зголемени инвестиции и регионален развој. Но од друга страна, истата оваа делница за жал стана символ на црни статистики и сообраќајни незгоди. Статистиките говорат дека експресниот пат Кочани-Штип е една од најнебезбедните делници во Република Македонија. Сообраќајните незгоди се чести, а последиците трагични. Например, само во првите 5 месеци од 2024 година се случиле 9 сообраќајни незгоди со 20 повредени и 5 загинати. Оваа бројка ја наметнува потребата од итна реакција од страна на надлежните институции. Причините за ваквата ситуација се комплексни, еве некои од нив. Експресните патишта се нов концепт во патната инфраструктура во Македонија и постојат непознаници околу режимот на возење на ваков тип на патишта. Недоуреден сообраќајен план и технички недоследности на експресниот пат, недоволна сигнализација и сообраќајна контрола и се разбира несовесно возење и постојано кршење на сообраќајните правила од страна на возачите. Слични експресни патишта постојат во многу земји и за жал искуствата и таму се слични. Безбедноста кај овој тип на патишта речиси насекаде представува предизвик, но токму затоа постојат и бројни решенија и практики кои вреди да се разгледаат. Денес сме затоа тука собрани да го слушнеме гласот на експертската фела и стручната јавност, за да ја разбереме суштината на проблемот и за да најдеме предлог решенија кои ќе ја направат оваа делница по-безбедна за возење. А знаете, безбедноста е приоритет во Кочани, посебно по трагедијата што ни се случи. Да се потрудиме да го намалиме бројот на незгоди, а со тоа да спасиме и човечки животи. На сите ни е доволно само неколку пати да го извозиме експресниот пат Кочани-Штип за да почувствуваме колку ризично и небезбедно се користи, особено во споредба со другите патишта во државата. Со овој вовед дозволете ми да го отвориме првиот панел насловен како експресниот пат Кочани-Штип како црна делница во Македонија, критични точки. Следи излагање на секој од панелистите. Ке имаме представник од МВР најпрвен, потоа професорот Зоран Јошевски и професорката Оливера Петровска. По завршување на нивните излагања ќе биде отворена дискусија, каде што се радувам што ќе можеме да дадеме идеи и предлози, па и прашања на нивните ставови и видувања. Јас сум Маја Арсовска-Манов, началник на сектор за сообраќајни работи во Министерството за внатрешни работи. Ова лично за нас е доста интересна тема. Од причина што, за жал, на територија на Република Македонија безбедносната состојба е влошена. Ова го велиме влошена во однос на оние статистички податоци со кои располагаме. Тргнуваме најпрво од бројот на загинати лица во сообраќајни незгоди, па се до оној момент на констатирани сообраќајни прекршоци кои се животно загрозувачки, односно кои се навистина тешки сообраќајни прекршоци. Значи, како што веќе кажав, в година бројот на жртви во сообраќајни незгоди, за жал, секоја година се покачува. Тргнувајќи од дефиницијата за сообраќајна незгода, која што е дефинирана како настан на патот предизвикан како последица од непочитувањето на сообраќајните правила и прописи, во кој учествувало најмалку едно возило,
во движење и во кој најмалку едно лице е повредено, загинало или од последиците на таа сообраќајна несгода починало во рок од 30 дена и од истата е предизвикана материјална штета. За сообраќајна несгода не се смета настан во кој мобилна машина, мултикултиватор, трактор или запрежно возило кој се движи по некатегоризиран пат или при вршење на работи во движење слетало од некатегоризираниот пат или се превртело, односно удрило во некоја природна препрека, а при тоа не учествува друго возило, не учествува пешак и со тој настан не му е предизвикана штета на друго лице. Вкупниот број на случајни сообраќајни несгоди во текот на овие 3 години изнесува 24.381 сообраќајна несгода. Значи, процентуално, ако ги поделиме по години, испаѓа бројот некаде околу над 8.000 несгоди годишно. Меѓутоа, бројот не е така, туку испаѓа дека е во пораст секоја година за некои си 4%. Односно, состојбата компаративно 24 до 22 имаме пораст за 8,3%. Во овие 3 години случајни се 359 сообраќајни несгоди со смртни последици во кои 393 лица го загубиле животот. Најголем број на жртви бележиме во 2024 година, каде 142 лица го загубија животот, во 23-та тој број изнесува 127 лица, додека во 2022 бројката е 124 лица. Исто така претходните години се во благ пат, меѓутоа гледано од назад кон напред, бројките се постојано во пораст. Имам една прикажана статистика, графиконска рамка, како изгледаат, односно каде се по секторите за внатрешни работи бројот на загинати лица. Може да видите Скопје како одскокнува, меѓутоа Скопје е релативно компаративно со другите сектори, најголем сектор за внатрешни работи каде што се зима бројот на возила, учесници и така натака. Компаративно за СВР Штип, за секторот за внатрешни Штип, можеме да кажеме дека е во некоја константна, каде што изминативе 3 години, во 3 години животот го загубиле 15 лица, секоја година поединечно. Имаше добра статистика беше за СВР Охрид и за СВР Тетово во 2023 година, меѓутоа тој биланс за жал изминатата година е доста променет, 24-та. Структурата на учесниците во сообраќајните несгоди. Еве може да видите дека најголем број се возачите. Оние што статистиката се однесува на загинатите лица. Значи во 85% од 24-та година загинати се возачите, 30% односно лицата се 30 лица, се извинувам, 85 лица се возачи, 30 се сопатници, патници се тројца, 24 се пешаци и останати нема. 24-та. Таа е таа статистика. Фактори, причини за случување на сообраќајните несгоди. Министерството за внатрешни работи при секојдневните контроли кои ги врши во сообраќајот и прекршоци и оние што се увидите од сообраќајните несгоди, може да заклучи дека брзината, односно управувањето на возило со брзина поголема од дозволената е број еден фактор за случување на сообраќајните несгоди. Под брзина се подразбира не само неприлагодена брзина во однос на сообраќајниот знак, туку и према условите на патот. Дали условите не ја дозволуваат онаа брзина која што е ги наметнуваат временските услови и така натака. Втора причина се движење, односно дејствие со возилото, вршење на одредено дејствие. Третата е првенството на минување,
Недржање страна и правец на движење ни е четврта причина, недржање на растојание пета, потоа следи алкохол, престигнување и грешката на пешаците. Безбедносната состојба на експресниот пат Штип-Кочани. Безбедносната состојба на оваа патна делница можеме да ја окатегоризираме како неповолна. Бројот на загинати лица го кажува фактот дека е така. Иако сега за сега постои дефиниција за експресен пат, каде што во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата е дефинирано дека експресен пат е јавен пат на кој е специјално изграден и наменет исклучиво за сообраќај на моторни возила, означен со пропишан сообраќајен знак со најмалку по една лента за секоја насока и лента за застанување, на кој сообраќајот може да се вклучи, односно исклучи само на одредено и посебно изградени приклучоци, кој е заштитен од пристап надвор од овие површини. Во тек е работна група која прави измена на оваа дефиниција. Првенствено сакаме да направиме усогласување на дефиницијата со Законот за јавни патишта, а второ сакаме да го следиме трендот во светски рамки, каде што имаме во нашите непосредни соработки дојдовме до сознание дека на секдека, не само во Македонија, е дојдено до сознание дека експресните патишта вака се небезбедни. Поради тоа се стремиме да направиме нешто да ги доведеме експресните патишта во побезбедна состојба. Се размислува концептот за експресен пат, почнувајќи од дефиницијата, да се смени, каде што се уште сме во преговори, меѓутоа ќе си земам право да кажам, се размислува сообраќајот да биде најмалку 2 ленти во насока, а да се решат исто така лентите да бидат физички одвоени една од друга, дали ќе биде еластична ограда Нью Џерси и така натака дополнително ќе се гледа зависно условите кои ќе ги имаат државните патишта, јавното претпријатие за државни патишта, за да се промени сето тоа. А уште една работа е што постоечките експресни патишта ќе гледаме да ги направиме побезбедни со тоа што ќе ги направиме 2+1, односно наизменично на одредена делница да бидат 2 насоки во една, 2 ленти во една насока, и тоа како ќе доаѓаат, како ќе го наложуваат условите на патот, така да биде изменето. Се надевам дека ќе успееме, и новина е што ќе се усогласиме и со Законот за јавни патишта, бидејќи вака сега како што се дефинициите малце ни се разидуваат. Ова е безбедносната состојба на експресниот пат Штип-Кочани. Ова се сообраќајните незгоди со смртни последици. Еве може да видите како изгледа. Во 22 имаме 2 жртви, 2 сообраќајни незгоди, во 23-та 1, во 24-та 4. Иако оваа статистика, морам да кажам дека ќе мора да подлежи на нова ревидирање, бидејќи експресниот пат не беше вметнат во номенклатурата на патишта како експресен пат и делниците тогаш не беа предвидени, така да сега за сега располагаме со оваа статистика, како дополнително ќе имаме информации, така ќе биде и целата јавност запознаена со точниот број на сообраќајни незгоди, особено со загинати лица. Последиците од сообраќајните незгоди се тие што ги гледате: лица со последица смрт, лица со тешки телесни повреди и лица со телесни повреди. За жал, повторно ќе кажам, може да видите дека бројот за жал расте. Структура на учесници останува исто како она претходно, оден графикон претходно што го видовте, односно возачи со патници и патници. Тука немаме пешаци, немаме сега за сега, иако според нашите неофицијални податоци имавме една сообраќајна незгода каде што имаше лице излезено од патот за да му пружи помош на друго возило и при тоа загина. Меѓутоа, како ви кажувам, дека дополнително овие статистички податоци ќе бидат надополнети. Фактори причини
Прво е управувањето на возило со брзина поголема од препишаната, второ е пристигнувањето и третото е недржање на страна и правец на движење. Делници, односно места на каде што се случени овие сообраќајни незгоди за кои ние имаме статистика во моментот се Клучка Тричешми, исклучокот за Тирс Штип, Клучка Крупиште, Клучка Крупиштека и Клучка Спанчево, Клучка Кочани, надводник за село Тркање. Значи ова е статистика за оние сообраќајни незгоди со загинати лица. Јас сум редовен професор доктор Зоран Јашевски, години наназад моја тесна специјалност е безбедноста, посебно сообраќајните незгоди. Скоро 23-4 години работам во делот на вештачење, експертиза на сообраќајни незгоди, проучување на причините за случување на сообраќајните незгоди и посебно последните години работам во делот на управување со безбедноста во патниот сообраќај. Нешто што е доста комплицирано и ние како држава, како идеја, тешко можевме да прифатиме дека безбедноста може да се менаџира, да се управува и еве како држава декларативно го имаме прифатено тој концепт, но се уште систем, ефикасен, ефективен систем за справување со сообраќајните незгоди, односно за подобрување на безбедноста во сообраќајот, не можеме се уште да речеме дека сме изградиле, бидејќи ние, ако гледаме статистички, немаме тренд. Добро би било да имаме тренд на сообраќајните незгоди, па макар било тоа и влошување, значи изголемување бројот на незгодите, затоа што така ќе знаеме дека не сме на прав пат, она што го правиме не чини. И обратно, позитивно, најдобро би било да имаме намалување на бројот на сообраќајните незгоди тренд, затоа што ќе знаеме дека тргнати сме по тој пат. Но кај нас што се случува? Од година до година имаме само одредени пикови, пат, спуштање, еве рече началничката, некој СВР бил добар 2022, 2023, 2024 не чини. Значи, по некоја случајност или стохастика чиста се случуваат некако незгодите. Јас ќе се задржам во делот на, видите, сега дискутираме со задоволство, прифатив доса не сум одбил дискусија, тема, панел, стручна работилница, тркалезна маса, без разлика што е она поврзана со безбедноста во патниот сообраќај. И ова го прифатив, но малку со резерва, бидејќи ќе дискутираме за одреден пат, експресен пат, кој што е околу 30, ако не се лажам, километри, и ќе дискутираме за тоа како да ја подобриме безбедноста. За тоа да го правиме, неминовно мора да имаме детални анализи, ќе зборувам јас понатаму во тој дел, ама ќе бидам краток, ќе оставам простор после тоа во дискусијата. Се одлучив да зборувам онака како што е насловена ова панел дискусија, безбедносни ризици на овие патишта. По правило, експресниот пат, кажа началничката што јас нема да се задржувам на дефиницијата, квалитативно гледано, експресниот пат представува пат резервиран за сообраќај на моторни возила. Ништо друго. Али жаргонски или не знам кажано, може да го сметаме како компромис меѓу пат резервиран за моторен сообраќај и автопат. Компромис. Зошто? Затоа што на овој пат резервиран за моторен сообраќај доделуваме уште сообраќајни ленти за застанување или за принудно запирање. Она што го има автопатот. Но што забораваме? Немаме физичко раздвојување. Од една страна овозможуваме поголема мобилност, а тоа има за цел патот, овој пат, овозможуваме поголеми брзини на движење, проточност, имаме ограничен пристап, така вика и законот и точно е тоа, само на одредени места, немаме вкрстосување во ниво со бочни приоди и така натаму, означен со сообраќајен знак, сигнализација, бидејќи ова се патишта, не сакам да верувам дека се сгрешени уште во фаза на проектирање, бидејќи подлежеле на ревизија безбедносно уште во фаза на проект. Значи се анализирало, се дошло до изведен проект, се пуштил патот во сообраќај, во промет и сега ние лоцираме проблеми. Значи денес е дискусијата зошто нас не се случуваат тие проблеми, зошто тие аномалии ни се јавуваат сега на таков пат, кој што е современ, не е патот пред 50 години. Значи сега е предвиден. Зошто ризикото на што кажав компромис со автопат? Немаме физичко раздвојување. Сите патишта и дволентните, каде што се овозможуваат развивање на големи брзини и разминување на возила во две спротивни насоки со големи брзини носи ризици. И нормално кои би били ризиците? Големи брзини и кажа началничката кои се лоцирани како причина од МВР. Не зборувам со некоја детална анализа. Недржање страна и правец, тоа што значи? Возачот да премине на левата коловозна лента или да излета, не дај Боже. И третата работа е непрописно пристигнување. Повторно значи преминување на другата лента, немаме раздвојување. Тоа носи ризик. И
не само на овој пат Штип-Кочен, на сите патишта што имаме на некој начин, ние сме шампиони за, како да кажам, за импровизација. Вие не доаѓате од Скопје, што сте ние што од таму од западниот дел, доаѓаме од Велес, намам и гледате пат, тргнувајќи одма од Велес се исклучувате и гледате, возите вам кон Сарамзалино, кон Штип и гледате експресен пат. Но, ако ги анализирате радиусите на тој пат, тој не може да возможи брзина од 100 км на час, па мора да се интервенира со брзина од 80 км, некаде 60. Втора работа, имате на тој пат премногу вертикални и хоризонтални кривини, па некој измислил тука, ќе поставиме испрекината линија, па не знам тоа како е возможно. Странична прегледност намалена. Втор момент, ние сме шампиони, зашто тој пат не сме го значиле како пат експресен пат? Па затоа што таму некаде на две места се вклучува во исто ниво се вкрстосува со железничка пруга. Значи шампиони во држава некаде да видите соседство не знам каде, експресен пат се вкрстосува во ниво со железничка пруга. Мислам, шампиони сме, затоа викам кога сакаме нешто да импровизираме, кога не сакаме да се држиме до одредени правила на струката и науката. И тука ќе ни се случуваат такви работи. Ајде да се вратиме сега на проблемите. Ќе се задржам со проблема. Имаме сообраќајни незгоди на оваа траса, овие фотографии не се направени, фотографиите се од мене лично направени, но не се на оваа делница, туку се Радови Штип делницата. Што е проблем? Се поставува прашањето дали имаме проблем во делот на трасата, или дали имаме проблем со сообраќајни незгоди, дали елементите на патот, активна безбедност, пасивна безбедност, имаат некаков контрибутивен момент за случување на незгодите. Секако дека патот има одредено влијание за врз однесувањето на возачите, затоа што возачите се битниот, оној круцијален фактор за случување на незгодите, и односно нивното однесување. Но дали влијае патот како елемент, како фактор? И се поставува прашање дали трасата, радиусите, состојбата во смисло оштетување, страничната прегледност, спојување, немаме на вакви патишта со бочни природи, имаме, да знаете, Велес, Штип е цел со диви приклучоци. Тука не може никој да ме разубеди дека нема. Диви приклучоци, од земјен пат влегуваат. Не од некој пат, од некој сел, од земјен пат влегуваат. Значи, на некој има потреба нешто тука да направи, директно вклучување. Заштитни огради во тој дел, оние пасивни елементи на патот за пасивна безбедност, се во кондиција и добро ниво, не можеме тука да најдеме. Сигнализацијата, ќе видиме нешто има на оваа делница каде што можеме да дискутираме за проблеми, но факт е дека имаме зголемен број на сообраќајни незгоди. Јас не би се осудил да го изнегирам патот ова делница од 30 км како круцијална за случување на незгодите. Јас пак ќе се вратам назад на однесувањето, кое што е последица повторно на карактеристиките на овој пат. Рековме, движењето со големи брзини, зошто се возможува зголемување на брзините? Јас си го поставувам често прашањето. На овој пат, кој што е резервиран за моторен сообраќај, вложуваме инвестиции, пари, даваме уште 2 метри таму, не знам, на некој место 2,5, на некој 2 метри лента за застанување. Зошто? Ќе ви објаснам зошто. За да се злоупотребува. Зошто? За да се вози понезе непрописно, не сме да се вози. За да се застанува, заради тоа што пак ќе кажам 30 км на сите овие патишта, ново изградени експресни патишта, 30 км немате ни едно стојалиште за застување, некој проширување. Па возачите често ги користат. Сега доаѓајќи, тука имам возачи кои што застануваат 4 тракачи стои. Зошто? Пауза си прави. Имал причини. И вториот момент реков е за возење, злоупотреба. За друга ефект, не знам, некој ќе ми каже, можеби има проблем заради тоа што ако настани дефект мора да се тргне. Луѓе, јас ви гарантирам дека ако направиме на анализа детална во наредниот период од 6 месеци, ќе видите дека многу малце, да не речам, во, како да кажам, еднозначни некои параметри, ќе покаже дека застанале 5-10 возила од оправдани причини. Но и одредени исклучици. Да, добро, тие се ленти за забрзување, забавување, таму не зборувам. Не зборувам за карактеристично за овие ленти. Застанале од оправдани причини, многу мал процент само ќе кажам. Како таа незгода што застанаја и што направија глупост под наводници, се случи жртва да имаме загината. Сега, што побудува ширината? Јасно познато е дека колку поголем комодитет широчински му возможите, колку пошироки сообраќајници, толку возачите ги поттикнувате, ги мотивирате да возат со поголеми брзини. И тоа е факт, општо познат, тоа го кажува и науката. Кога тој ќе види поле пред него, значи широчина,
3,75, 2,5,75, уште 5,75 преку 12 метри, ширина, не физичка одделен. Тој чувствува потреба и вози, и ако знае дека е 100 или на некој место 110 ограничена брзината. Па ние имавме сообраќајни незгоди вештачуваме, па преку 150-160 км на час имаше сообраќајни незгоди. Значи на експресен пат. Тоа ќе се согласите многу. Ајде да се вратиме да не зборуваме на памет. Колку е 85% брзина на овој пат овде, кај што е ограничен 100 км? Гарантирам дека е над 100 км. 110 е брзината. Брзината ограничена со знак на некаде 100. Колку е? Да. 85. Колку? 110. 110. Значи максимумот. Да. Што значи? Тоа што значи? Дека 85% од возачите и повеќе ви возат со таа и поголема брзина. А треба да биде со таа и помала брзина. Значи, видете, вие можете на било кој пат да поставите каков сакате знак. Ако не го почитува грото од учесниците, знакот нема никаков ефект или вие сте направиле погрешна проценка, нема никакво влијание. Замислете на автопат 30 км заборавен знак некој. Дали некој ќе вози 30 км? Не, па нема ефект знакот. Ако исто таков регуларен знак по правилник поставен нема никаков ефект, веќе имате проблем со возачите со однесувањето. Тука треба веќе да се реагира. Не можете вие патот. Може да играте со конструктивни елементи, со визуализација, со визуелни замки да правите во делот на промената на напречниот профил. Па да правите некои свртувања, така играње модерно, проектантите се креативни луѓе, овие што проектират и тие имат така некои идеи без разлика колку тие импакт имат врз безбедност. Тоа е во тој дел. Што предизвикува друго? Имате голема брзина, ме поддржано, вика висока 110-85%. Ама замислете на овој пат ви возат и возила кои што по закон не треба да ги почитуваат само ограничувањата на патот, туку треба да ги ограничуваат и по возило, по член 38 од ЗБЗ. По категорија, по вид на возило, тоа се разбира. Е така. И сега имате влекач кој ви вози како овој влекач овде, па тој сакале или не ќе ве 70 км вози. Си вози по своја лента, затоа што мора да вози. Не сме по лента за запирање, затоа што тој е одделен, таа лента со средишна неиспрекината линија. Тој предизвикува многу возачи кои ќе видат прва прилика, не еден да почне со негово пристигнување, туку 5-6 започнуваат со непрописно пристигнување негово. И тука се создаваат проблеми, односно ризици. Не викам проблеми, ќе кажам ризици се создаваат. Вториот момент, еве што може да сликат, ова се реално, значи од пат. Онај влекач е принуден, зошто, дали со свиреш, дали со долги кратки блендирање, да се повлечи, а нема обврска да се повлечи. Гледајте тој, заради ширината тој не може целосно да се повлечи од лентата за возење, со дел од габаритот останува. Што тоа значи? Овој господин таму со бела кола, тој мора да се повлечи на лева лента со дел од габаритот да навлези и да предизвика возачите кои што одат во таа насока па да влезат во лентата за запирање, што е повторно, значи двајца учесници во ист момент прават три действија непрописни. Возачот на тоа возило уште ќе треба да се повлече од противната и тој што пристигнува на без да се увери дека тоа може да го направи на безбеден начин според ЗБС-та. Значи ти први, еве го, возачот зошто се повлекува со другата возило? Затоа што ова е веќе на лентата за пристигнување на ова колона не можам да речам затоа што е воз. Како? Точно. Ама и овој што пристигнува чувствува комотност затоа што знае дека тој има простор да се повлечи и свесно го предизвикува да се повлечи. Верувате, доаѓајќи сега неколку такви действија направи на максимално повлекување во десно. И јас тие ги направи. Зошто? Да си ја заштитам мојата безбедност луѓе. Бев приморан, а не од позади некој да ме натери, туку од спротивната насока што пристигнуваат. Тоа не често ни се случува на овие патишта. Одиме понатаму. Е сега, овде веќе се работи за сериозно, значи недозволено действие на пристигнување, тројца возачи, овој со камионот дел ке премини со габарито, возачот преку полна линија, каде што нема никаква прегледност, започнува со действие на пристигнување. Од каде оваа храброст? Оваа храброст повторно произлегува од самата ширина на патот и таа лента за запирање која што тој смета дека тој возач ќе треба да се повлечи на таа лента да оди. Ме сваќате да му направи пат да пристигне. Имаме ситуација каде што 4 возила во ист момент ќе ви поминат на еден профил напрече. Едно возило на лентата за запирање, другото во лентата и две од другата страна. И такви ситуации. И тие ни носат ризици за случување на сообраќајните несгоди. Понатаму, да не биде само факторот човек, возачот, поттикнат пак од самите елементи на патот. Имаме недоследности во сигнализација. Таму испрекината линија, вози испрекинатата линија натаму и знак забрането пристигнување. И сега, што тоа значи? Тоа значи да, не смеам да пристигнам, ама смеам да преминам на лева лента.
Оти пазете, хоризонталната сигнализација никаде не го дефинира пристигнувањето. Пристигнувањето се дефинира со сообраќајен знак. А хоризонталната сигнализација значи дали можам да преминам на лева лента или не од било кој причин. Во дадениот случај му дозволува преминување, ама знак не му дозволува, недоследност. И ова цело време го зборувам. Видете на неколку хоризонтални кривини и вертикални на патот Кочани Штип имате испрекината средишна линија во кривина непрегледна. Тоа побудува сакал или не слобода луѓе. А слободата знаете како ако немам рестриктивност, и јас ќе злоупотребам и ќе направам лудост. Значи не сме недозволиво каде што таму страничната прегледност не овозможува на времено заближување во кривина да се дозволи действие преминување, а тоа индиректно действие на пристигнување, значи тука во оваа ситуација. Ова не можам да го сватам авторот на овој знак. 110 км на час на само 50, овој 60 км на час. А кој е тој возач кој од 110 км на час за 50 метри ќе намали на 60 км на час? Ако веќе имаме вакви шокови, брзински не смееме да дозволиме. И опасни се и оние кај што имаме нагло зголемување, и оние кај што имаме нагло забавување. Од 110 на само 50, 100 метри на кај вие гледате колку е фотографите, имате знак за 60 км на час. Значи овој треба да намалува на 60 км на час. Не знам која е поентата. Значи, ако веќе има сериозност намалување таму, ќе се вклучи. Ама мора наназад, да, има дополнителна табла, ама мора да се, знам што е одговорот. Ама како влијае сообраќајниот знак, ме разбирате што е финтата. И сега што е поентата? Вози некој со 110, ако веќе имаме такви ограничувања, дајте да играме. Знам, одма што е дополнителната табла, нема проблем, знам што ќе кажеш, ме сеќате. Но треба да се игра, да се биде внимателен. Зошто? Затоа што ние забораваме една работа, психологијата на возачот е страшна работа. Јас прв пат кога дојдов, кога предавам, знае и колешката Оливера Јанор, бев асистент по дел сообраќајна психологија. Сршта на сите проблеми луѓе тука. Ние многу малку внимаваме во тој дел. Значи не треба, сообраќајниот инженер не е само техничко лице. Во него има мултидисциплинарност, интердисциплинарност. Мора малце пошироко да се размислува. Посебно кога се креира, те скажав, сообраќајниот инженер проектант е креативен човек, но тој мора да работи, да ги знае проблемите во системот, да работи во делот на безбедност. И вакви работи, значи, не дозволиво. Знам дека е таблата, но јас борувам само на знакот. И што ни се случи? Пробојнувајќи делницата пред мене сообраќајна незгода. Одма, знаете како, еден знак поставен тука од возачите и наидуваме на сообраќајна незгода. И си поставувам прашање, дали сме толку, сме вложиле милионски суми, дали сме, кажете ми некој пат, не знам дали ќе ме убедите, дали има на некоја делница секторски да поставиме знаци со променливи пораки луѓе. Немаме. На ниеден експресен, има може Антон, да не грешам. Нема ниеден пат знак со променливи пораки. Не мора да бидат за сообраќајна незгода луѓе, можат да бидат за подмрзнат коловоз. Началничката рече не прилагодиле брзината спрема условите со состојбата. А дали можеле да ја видат предвидат одредена состојба? И тоа е. Значи, затоа треба да можеме во тој дел да играме и ова. Без никаков систем за информирање, наидувате, а пат возите, замислете исто како на автопат, најнаш да видите, тоа е пречка. Тоа е пречка. Ова е реално, значи сообраќајна незгода случајна. Краток ќе бидам затоа што ќе оставам простор во делот, уште наш се извинувам, имаме проблем ние професори, ќе се збораме со нешто и само вртиме околу истото и цело време тоа. Но кратко ќе зборам за решение. Да не брзаме. Апел мој, да не брзаме. Се согласувам дека дефиницијата за експресен пат треба да претрпи промени и поддршка во тој дел давам. Но што ќе правиме со постоечката ситуација? Ние имаме 4-5 вакви патишта кај што ни се проблематични. Со нив што ќе правиме? Сега, како мои разгледувања, без длабинска анализа на секоја сообраќајна незгода, не само да ги користиме податоците на полицискиот службеник кој од увид се вратил и во билтенот напишал таму во книгата, завел неприлагодена брзина спрема условите и состојбата на патот. А да го прашам, како тој колега е пресмета брзината, има командир тука. Како ја пресмета брзината? Како утврди која е прилагодената брзина? Луѓе, тоа е работа на судските инстанции. Значи, тој дава само ние да се разбериме, негова проценка, односно перцепција лична. Не можеме да градиме во состава на тоа став. И ќе речите зошто така зборуваш. Потворете ги билтените, јас ги следам билтените од пред 2000 година. Прво ги добивавме службено. Во сите нив ќе видите дека најголема причина брзината. Ама кога ќе видам алкохол, тогаш знам дека извештајот не е коректен. Не може алкохол да биде причина за незгодата. Действие е причина за незгода, непрописно, погрешно. А дали етиолошки гледано алкохолот има влијание, тоа е исто како да напишете неискуство.
незнаење, замор како да напишете. Ме свеќате, етиологијата на погрешно действие може да биде различна. И одма знам дека тука, тоа е унифицирано години назад, 30 години се прави, не е од сега, кој сме држава, значи, треба да се разгледат причините. Она што кажа добра е анализата, кои се делниците, она што можевме да забележиме сите од излагањето, гледате како критични локации не се клучките, кај што имаме влезови. Имаш ти голема брзина и некој влегува, прави промена на лента, се вклучува, така. Најчесто страдат на задно централни судари или преминува во лева лента и така натаму. Значи се гледат кои се да се насетат можат проблемите. Кои действија претходеле, кои се учесниците. Ние не треба да видиме да се спуштиме во каква состојба биле, дали се работи за млади возачи. Во каква состојба, кои действија претходеле претходно. Да видиме микролокација, зборувам само на незгодата, не на делница на потек, да видиме кои ни се критични. И да извлечиме одреден заклучок. Прво, апел, што треба да направиме? Не можете да возите на таква црна делница, сите ја нарековме под наводници, а сите доаѓавте сега, сите повеќето доаѓавте од Штип наваму, нема полициска контрола. Па ако ни е црна луѓе, ако ни е црна, па што да би направил? Ќе направиме еден план таму, ќе кажам на кои делници критични. Треба да си поставиме прашање, колку контроли, колку изречени прекршочни санкции за кои прекршоци? Квалитативно да направиме анализ. Да видиме дали имаме промерливост на местото. Па ви ги знаат кочанчани, штипјани, сите што возат често. Јас возам еднаш, два пати може и во месец ќе ми се случи. Тие што возат често ги знаат местата каде се застануваат контролите. И немаме ефект од тоа. Тука ќе намали брзина, после тоа продолжува повторно. Ова е реално, значи треба да се види во тој дел. Зголемени наменски кампањи специјално за овие патишта мора да предвидиме. Тука е гледам нашата задача, тука е председател. Нашата задача како Републички совет мора нешто да преземиме. Кажа некој дали знаеме, дали знаат нашите млади возачи да возат. Па дајде да пуштиме акцент во автошколите. Во теоретскиот дел, колку се посветува внимание за возењето на автопат, пат резервиран за моторен сообраќај и експресни патишта. Некој дека ми каже, ако нека ме разубеди, јас ќе кажам ништо. Тој не сме да го обучува на автопат, да се разбериме. Никој тоа не го види. Во теоретскиот дел зборувам, колку младите возачи се запознаени со предизвиците, со ризиците на овие патишта. Дајде да се спуштиме тука. Втора работа, сега носиме закон за видеонадзор, каде што камерите ќе се озваничат, каде што ќе можат. Зошто да не размислиме на подредени мобилни промени на камери на одредени делници кои што ќе ни прават проблем? Јас гарантирам, Андон рече 110%, ако ние задржиме 85% од возачите да ни возат со помала брзина од 85, ќе ги немаме болки и тоа што ги зборувам, сега ќе немаше потреба да го правиме. Нема магично стапче како да направите. Тука треба да се гледа во делот на присилата, во делот на превентивата, едукацијата. Можеме да играме со промена на профилот. Но, дали ќе играме со 2+1 ленти? Можам да кажам дека ако ги оставиме 2+1, како што се класичните тролентни патишта, години наназад науката не ги признава како безбедни патишта. Некој може да ви каже, јас еве досега ниту една магистарска, ниту еден посериозен труд дипломски не сум дал во делот на безбедност на тролентни патишта. Затоа што лично натрешно јас не се согласувам со тие тролентни патишта. Тие се лудница. Јас ги користам постојано кога доаѓам до Скопје, посебно превод летвари, секогаш постои ризик да загинам. Зошто? Затоа што таа средна лента се злоупотребува луѓе. Како што овде се злоупотребува оние широки ленти, се злоупотребува. И јас секој дневно возам по десната лента, освен на видливи, и ја губи смислата, затоа што имаме луѓе под наводници возат диво, лудо. Тоа е безобзирно возење. Тоа е безобзирно луѓе возење, тоа е кривично дело. Тоа е обид за убиство. И тука имаме проблем. Затоа, но ако ги поделиме физички, тоа што треба да се внимава луѓе, што ќе правиме со физички една лента одделена. Додека една коловозна лента. Ние не сме возен пак каде што има, да доние шлеперите, влекачите, еден ќе застани тука заради дефект. Што правиме? Хеликоптер ќе го крени. Што правиме ако физички го одделиме и возиме, пример, замислете, не многу долга делница. 500 метри нека биде делницата. На 500 метри прави промена. За 500 метри знаете што ќе направите? Ќе го закрчите цел сообраќај тука. 3 сати ти го блокира пат. Точно. А не може за сообраќајна незгода. Така. Тука треба да бидеме внимателни. Точно е дека имаме искуство од соседството. Цел север во Грција вози. Точно е дека има проблеми, но не вакви како ние. 6 жртви во една година. На 30 километри по сите научни стандарди, знаете што? 10% од купниот број. Од сите научни, значи согледување е безобзирно да зборувам.
Безпредметно да зборувате. На секој му е јасно, на лаик на улица да застане ќе знае што се случува. Тоа е масакар. Значи тоа е недозволиво. Предпазливо со радикални решенија за овие останати патишта. Ние ќе го промениме закон супер начално, значи јас давам поддршка дека треба тука. Зошто ова е знаете како? Ова за мене нема никаков ефект врз безбедноста, овие ленти за запирање. Кажав на почеток. За мене се фрлени пари за ова и ни прават проблем. Мора да се оди со алтернативни решенија за овие патишта. А за сите други, физичко раздвојување и 2 ленти, тоа е идеално. Тоа е идеално. Ама како држава колку можеме, ама веќе ако се вложиме и сакаме да инвестираме во патишта, патната инфраструктура, тоа е идејата, тоа е решението понатаму. По однос на влез излез кон експресен пат, односно кон државен пат е строго и прецизно регулирано во законската регулатива. Од типот кој тип на објект, односно класа на намена, може да се поврзи на која категорија на пат. На ова категорија пат, експресен пат, како еден од највисоките рангови на патишта после автопат, единствено што може да се поврзи е ПУО, во законската регулатива дефинирана во Закон за јавни патишта и во Закон за безбедност. ПУО се придружни услужни објекти кои што се во функција на возачите, односно нудат услуги за возачите. Како што реков, битна е класата на намена што може да се поврзе. Конкретно овде амфенол, за жал можам одма да бидам категоричен, не смее да се поврзи на овај пат. Согласно постојната законска регулатива, бидејќи не е објект кој што е во функција на возачите. Амфенол не само излез како што спомна господјата, тие немаат ни влез, не смеат ни да имаат влез од експресниот пат. Тоа што се случува на терен во моментот е многу ризично место, пошто во неколку случаи јас како возач сум се наишол во незгодна ситуација да се избегне сообраќајна незгода со нивни автобус, односно нивни превозник на автобуса, тој дали е нивна собственост или е надворешна компанија, не е битно, кои што прават диви вртења со лево свртување. Истото го прават и корисниците на бензинската пумпа. Со лево свртување, линијата тука треба да е полна, испрекината е. Има сега во фаза е тука подобрување исто да се предвиди сообраќајно решение како краткорочна мерка, што го дискутиравме со професорот, за подобрување на безбедноста во овој дел, али тоа е обврска на ЈПД, на јавното предпријатие за државни патишта. Јас колку што сум информиран, за жал, немаме некој од урбанизам од општина Кочани, тука ни е Жаклина, може би знае и ќе ни кажи, пошто и долго време со ние имаме дискутирано за овој проблем. Јас колку што имам информација, може би е грешна, амфенол има пристап од задна страна според детален урбанистички план. Тоа дека не е изградена улицата, ќе ја бараме одговорноста кај општината. А амфенол дефинитивно мора да се исклучи од експресниот пат. И најбрзата мерка е поставување на одбојна ограда, која што ќе биде поставена, еве ќе го кажам, може би до петок, може би до наредниот петок. Амфенол дефинитивно мора да се исклучи и да се подобри на таа, бугарите викат одсечка, на таа делница, безбедноста во зона на Лукойл. Има и допис од Мавара до ЈПДП, има решение од Државен инспекторат, каде што ЈПДП мора да постапи. ЈПДП е во фаза на изготвување на проектна задача и врз основа на тоа проектна документација за краткорочно брзо сообраќајно решение за подобрување на безбедноста, како што видовме во прошлата презентација за Куманово-Страци. Значи, дефинитивно има и многу други приклучоци, диви, подземни патишта од нивите, каде што граѓаните ја сечат одбојната ограда, мрежата ја сечат, но тоа не е работа на, како да речем, на полицијата, може би е работа на Државниот инспекторат. Тоа се чести појави, како кражби и кражби на сообраќајни знаци, на некои луѓе што не му одговарат. Тоа е сепак работа на институциите. А конкретно за тоа што сум повикан како
приклучок влез и излез на државен пат од оваа категорија може да има само, народски кажано, бензинска пумпа. Значи, покрај огромниот економски импакт на фенол за економијата во овој регион, како најголема фабрика и со преку 30 вработени, не е законски возможно да се приклучат на... Свака чест и почит кон тој придонес, кон нашето општество и вработувањето, дај Боже да вработат дупло луѓе, да ги зголемат нивните капацитети, но во поглед на нивниот развој треба да размислуваат и за нивно безбедно поврзување. Не дај Боже, еве во Кочани се случи една несреќа, не треба да ја спомнуваме. Не дај Боже, еден автобус со 50 луѓе, пред мене джип кој што е тежок 3 тона, возеше 170. Автобусот заврти во лево, ја имам снимката. Тој джип со таја брзина, без кочење, да удреше во тој автобус, ќе се случеше незгодата ласкарци, сите да бидат условно речено загинати. Сега, која е придобивката од амфенол? Да загинат луѓето? Овој што возел несовесно со 170 и така натаму, тоа е негова одговорност. Ама овде амфенол е принуден да врши прекршок, сообраќаен. А исто така и крстосницата ја спомна господинот, не знам како се вика населбата, која што е површинска терас крстница десно-десно, како е одобрена, да, со одобрение за градење, како е одобрена, не навлекувам. Тој што го ревидирал проектот, што спомна професорот во неговото излагање, зошто ја допуштил, не навлегувал. Сега едно од решенијата што го спомнавте со подпатник за амфенол и приклучок на стариот пат, сега гледајќи класификацијата на патиштата, доколку тој пат ЈПД подлучи да стане регионален пат во категоризацијата, бидејќи се изгради експресниот пат од повисока категорија, тогаш амфенол повторно ќе има можност да се поврзи, дали со подпатник или со надпатник. Но доколку тој повторно остане магистрален пат, како категорија, бидејќи ова е експресен, пак ќе нема можност да има пристап на магистрален пат. А сега е магистрален по категоризација? Да, магистрален е. Што значи, што е одлука во службен лист 133 од 2013. Сега, како се градат овие нови патишта, ЈПД треба, бидејќи веќе поголем дел од делниците во нивното стратешко планирање се изградени, треба да извади нова одлука за категоризација на државните патишта, за да видиме што со стариве патишта кои што досега се водеа магистрални, дали ќе падне една категорија подолу или ќе го предади на општината како локален, зависи од делницата и зависи што поврзува тој пат, што има повеќе функции зависно со како ќе го класифицираме тој пат. Не знам дали имате информација подношо деталниот план зошто не е изграден како што треба да биде изграден за придобивките на општина Кочани од тие финансиски позитивни работи што ги дава амфенол кон овој регион во државата. Добро, еве, добра иницијатива за дискусија. Ако има некој од присутните, повелете. Ние сме представници од амфенол, прво да се представиме. Сакав да прашам, фирмата постоја од 2013. На местото дека е сега моментално експресниот пат е од 2016. И постоја пред градење на експресниот пат. Пред да биде изграден експресниот пат. Дали требало да има некоја решение на кој начин ќе излаваат и влегуваат вработените и ќе ја обавуваат својата работа без да имат прекрашок на сообраќајните правила. Вака сега, јас пак ќе се вратам на деталниот урбанистички план. За еден објект да добие одобрение за градење, треба да биде и поврзан на уличната мрежа. Значи, амфенол има добиено, јас еднаш го имам видено деталниот план, али мислам дека добро се сеќавам, дека улицата што поврзува од амфенол до овде зоната некако од прилика, не е изградена ако отвориме на Google. И во тој детален урбанистички план пишува дека за таја парцела сообраќаен пристап е од улица, ајде ќе лупнам Тоде Мендел, а не од експресен пат.
Тоа што интензивно се работи и можам да го кажам во име на општината е дека е завршен урбанистичкиот проект кој што се однесува за потпатникот, нели, за излегувањето од Амфенол, и дека со последниот состанок со директорот на Амфенол и представниците од Амфенол е договорено дека ќе бидат платени градежните и сообраќајните проекти од страна на Амфенол, истите ќе бидат донирани на општината, а општината треба да направи ребаланс на буџетот на следната седница на Совет и во најбрз можен рок, а тоа е почетокот на 2026 да биде овозможен и изграден излезот кој што се однесува од Амфенол, приклучувањето на девијацијата, која што во моментот исто така сакам да нагласам дека е голем проблем, девијација која што се однесува излегувањето каде што ќе биде на потпатникот, тоа е приклучувањето на магистралниот пат од големиот кружен тек каде што излегуваме од експресниот пат. Во моментот согласно нели законските обврски инвеститорот ЈПДП во договорот, колку што ни е познато, имаме увид и го знаеме од состоноците кои што ги имаме заедно со МВР во тековните одржувања и зимските одржувања. Изведувачот ги има договор со некоја штипска фирма која што прави одржување, но девијацијата едноставно не е категоризирана во моментот и не е во ничија надлежност, ниту ЈПДП, ниту општината, ниту пак некој има обврска за одржување на истиот. Тоа е нешто кое што е актуелно, кое што мораме да го дискутираме, кое што и натаму ќе биде проблем, бидејќи првично општината нема размислувано кој ќе биде сообраќајното решение, кој ќе биде излезот, пристапот и како ќе се решава, а веќе работи на експроприација на парцелите кои што таму ќе бидат. Анализите што ни ги изготвува МВР и што ни ги презентираше за причините за сообраќајните несреќи, значи мора да бидат малце, мислам, МВР да го презентира за оваа цел. Ако направиме некоја работна група што би го решила баш овој проблем, значи таа работна група би взела во детали секоја сообраќајка причината да се одреде и да знаеме како да действуваме. Значи ние имаме челен судир претекнува возил. Зошто претекнува? Значи кога ќе се анализира таа сообраќајка, ќе видиме сите сообраќајки што направиме, ќе видиме например дека возат 130, 150. Да пробаме да се усмериме на тоа. Дали ќе поставиме на надвозниците камери, радари, дали полициска... Веќе се работи на тоа. Тоа ми беше збор. Значи, ако направиме некоја работна група, ние ќе го воочиме проблемот и ќе знаеме, пошто сме денес тука да го решиме проблемот на Штип Кочани. Значи, тоа е проблем. Експресниот пат Штип Кочани. Менталитетот на луѓето, бројот на возилата што возат брзо, дали се под дејство на алкохол, дали се без возачка дозвола, значи кога ќе излезе статистиката на таа работна група, ќе знаеме точно проблемот што е. И тогаш ќе можеме да го решиме проблемот. Сега, дали од тие решенија 2+1, 2+2, еластична ограда, дали би имало на секој 2-3 км паркинг да застануваат да поправат, значи ќе бараме нешто. Дали камери на сите надвозници, дали лентите за забрзување место 130 метра ќе ги направиме 250, па да можат да забрзуваат возилата поубаво. Значи ако црните точки во овие сообраќајки се сите клучки како што се Панчево, Крупиште, значи таму да го зголемиме присуство на полиција, значи ќе најдеме начин. Значи мора да почнеме со нешто реално да збориме. Благодарам за излагањето. Благодарам на покана. Јас сум стварно благодарен на сите вас што покажавте високо ниво на граѓанска одговорност, посетувајќи на денес и со вашето искуство и знаење придонесувајќи за една успешна и плодна дебата. Јас се надевам дека барем милиметар напред да мрднеме од сегашното статус-кво би било голем успех. Се надевам дека ова ќе биде само еден почеток за успешни дебати и во иднина и не само дебати, туку и конкретни решенија.